Премиерот Христијан Мицкоски според верувањата ќе биде најсреќен годинава. Кај него се паднала паричката на Бадниковата вечера. Паричката оваа година се падна кај мене. Во домот на председателката Гордана Силјановска Давкова најмногу среќа имала внуката. И мислам дека немаше посреќно дете од неа. Се разбира незината радост, како и денеска нашата радост овде со дечињата Ангелчиња е немерлива. Кај лидерот на СДСМ Венко Филипче паричката се паднала во синот. Синовите на председателот на ЗНАМ Максим Димитриевски и на скопскиот градоначалник Орце Ѓоргиевски вчера биле најсрекни. Но и годинава актуелна е вечната дилема. Кога треба да се крши лепчето или питата со паричка? За Бадник или за Василица? Еве кој е ставот на црквата. Според црковното предание, историски како ги гледаме работите што се случувале, има причина зошто се прави тоа на Василица и зошто е на празникот на Свети Васили, поврзано е со неговото житие, кога ги разделиле златниците во лепчиња, ги ставили, ги разделиле на сите верници, секој го добило на што го дал претходно во црквата и затоа има символика зошто се прави тогаш. Зошто се прави на Бадник не знам и немаме во црковните сведоштва историски гледано, немаме никакво сведоштво кој што ни кажува дека се правило на Бадник. Тоа е веројатно нешто поново кај нашиот народ, меѓутоа да не биде тоа на некој начин суеверие. Јас не велам дека пречи, нека си го прават луѓето како традиција, меѓутоа да не биде суеверие, да не биде дека ние сега веруваме во тој предмет, во таа паричка дека нам ќе ни донесе среќа низ целата година и така натаму. Ние низ целата година треба да имаме на ум дека сме христијани. Сепак и покрај ваквиот став на црквата, многумина ја поддржуваат традицијата и ги практикуваат обичаите и верувањата, и лепче со паричка кршат на Бадник во предвечерието на раѓањето Христово Божик. Александар Динев, Сител телевизија.